Гостивар минатата година ја заокружи со 5382 невработени лица, меѓу кои има 51 магистар и 1 доктор на науки. Анализите на стручните служби покажуваат дека на пазарот на трудот постои неравнотежа во понудата и побарувачката на работна сила. Младите гостиварци повеќе ги сакаат општествените науки и на листата на невработени најчесто се среќаваат економисти, правници и слично, иако пазарот на трудот налага друго. Најпотребни и најбарани професии се физичари, хемичари, инженери. Фирмите и работодавачите мачат мака со наоѓање на стручен кадар од овие профили, и тоа е тренд кој што трае години наназад на гостиварското подрачје. Сега во Гостивар дефицитарни имаме доста што фала во Гостивар. Да речеме профили од овие предмети по хемиска биологија, математика, физика, инженери за ниско и висока градба. Од средно училиште имаме од земјоделие, од обработка на дрво и разни профили кои си фалат во агенцијата. Моментално за подрачјето на Гостивар течат отворени 30 на огласи за вработување на фармацевт, стоматолог, инструктори по возење, продавачи, готвачи и друго. Работниот кадар е потребен за различни фирми во Гостиварскиот регион. Според податоците од Агенцијата за вработување во текот на минатата година на подрачјето на Гостивар биле остварени вкупно 3215 вработувања. Од нив 2138 на неопределено време, додека останатите на определено или сезонски. Споредено со претходната 2017 година, бројката на вработувања пораснала за околу 450. Елем да ја ослободи Попова шапка е мотото на утрешниот протест кој ќе го организира иницијативата да ја спасиме Попова шапка. Протестот ќе се одржи во 11 часот пред жечарата во Тетово. Месецов ова е втор протест на иницијативата да ја спасиме Попова шапка. Смета дека со првиот протест постигнале некакви резултати, но не се откажуваат како што велат од ваквите радикални чекори, се додека Елем не се откажа од Попова шапка. Го поздравуваме и премиерот, го поздравуваме и Елем потхитно. Значи да се тргне од управувањето со Попова шапка, да го ослободи Попова шапка. И така ќе биде и слоганот стечај на Елем, ослободување на Попова шапка. Утре во 11 часот, точно кај жичарата, сите тетовчани. Значи Попова шапка не е само од Хамди или од Ибраим, Попова шапка е од Стефан, од Игор, од Зоран, од сите поред. Има веќе слушаме како министерот за економија кажува детали, кажува како Попова шапка ќе се продава или ќе се дава на концесија, кажува самиот директор како Попова шапка е во 25 милиони загуба. Општина Тетово од завчера или со датум 22.1.2019 веќе објави и јавна анкета за деталниот урбанистички план на викенд на селбата на Попова шапка, така да слухот се гледа дека нешто ќе има промени, но без нашиот притисок и без гласот на граѓаните ништо нема да се промени. Рече Хамди Сулемани од иницијативата да ја спасиме Попова шапка. Од иницијативата оваа скијачка сезона ја оценуваат како една од најнеуспешните. Катастрофална, најкатастрофална, каде што и сите тетовчани да ги прашувате сите поред дали го посетиле Попова шапка или од колони се вратени надолу или од не подготвување на стазите се вратени од ски центарот. Истакна Сулемани. Протестот ќе започне утре во 11 часот пред жичарата во Тетово, каде ќе се блокира и патот Тетово-Попова шапка. Четворица жители на Тетовско Нераште, од кои 2 деца на возраст од 2 и 3 години, повредени во сообраќајка во Скопски Сарај. Според информациите на МВР, во незгодата која се случила вчера околу 17 часот и 25 минути, учествувале патничко возило Opel Corsa со скопски регистерски ознаки, управувано од 38 годишник од село Арнакија, Скопско, патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистерски ознаки, управувано од 31 годишник од село Нераште, Тетовско, и патничко возило Volkswagen Golf со скопски регистерски ознаки, управувано од 36
годишен жител на село Грчет, Скопско. Двегодишното девојче од село Нераште, кое се превезувала во возилото Голф со тетовски ознаки, се здобило со тешки телесни повреди и била пренесена на комплекс од клиники Мајка Тереза. Со телесни повреди се здобиле и возачот на возилото Голф со тетовски ознаки и сопатниците, 3-годишно дете и 21-годишник, сите од село Нераште. По укажаната помош тие биле пуштени на домашно лекување. Извршен увид на местото на настанот, информираат од Министерството за внатрешни работи. Од тетовската полиција пак информираат за акцијска контрола спроведена вчера на поширокото тетовско гостиварско подрачје. Во неа откриени и со соодветни поднесоци законски санкционирани се над 60 различни видови сообраќајни прекршоци, за кои биле изготвени 43 мандатни и 19 прекршочни платни налози. Најмногу од поднесоците во Тетово се однесуваат на погрешно паркирање, 14, управување без возачка дозвола 4, исто толку истечена регистрација и друго. А во Гостивар најчест прекршок вчера е неприлагодена брзина според условите на патот и биле откриени 7 вакви прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово целосно го расчисти разбојништвото пријавено на 23 јануари, кога малолетничка од Тетово утрото околу 7 часот и 30 минути била удрена и на која и бил одземен мобилниот телефон во непосредна близина на нејзиното училиште. Вчера околу 16 часот и 50 минути лишен е од слобода 17 годишник од тетовското село Озормиште, кој се сомничи дека е извршител на разбојништвото. По комплетното документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. 58 годишен жител на гостиварското село Сенце вчера пријавил дека претходната ноќ засега непознати сторители извршиле тешка кражба во црквата Света Богородица во ова село. Откако насилно ја отвориле алуминиумската влезна врата, одзеле икони, стар сребрен крст и парични средства. Извршени увити се работи на откривање на сторителите и на утврдување на вкупната материјална штета, информираат од тетовската полиција. 135 од овие кривични дела се неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, додека 8 се овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Во овој период, во кривична постапка најмногу пронајдени одземени се марихуана, хероин, мешавини од хероин и тутун, кокаин, стебло од канабис сатива, семки од истото растение, екстази и друго. Во откриените случаи на ова подрачје посебно доминираат марихуаната 118 случаи, хероинот 7 случаи и кокаинот 6 случаи. Меѓу инволвираните во овие кривични дела најбројни се машки лица 157 и 3 женски лица. Инаку споредбено со претходната 2017 година, лани биле откриени 88 кривични дела, повеќе или искажано во проценти. Вкупната откривачка функција, односно реализација на подрачјето на СВР Тетово, бележи зголемување за 62%. Полицијата особено ги засили акциите за откривање на дрога во Полошко во последните месеци лани, а ваквите активности продолжи и во новата година. Во јануари во неколку наврати беа фатени и приведени лица, како и полициски службеници пронашли наркотични средства, најчесто марихуана или кокаин. Во ова издание на темата на неделата се осврнуваме врз проблемот со се позачестеното заминување на младите луѓе од Македонија, па како да се задржат. Деновиве, бугарските власти соопштија дека во последниве години се поголем број бугари кои работеле или студирале во странство се вратиле дома. Главно, како што објаснуваат, поради поголемите и подобри можности што им се нудат во Бугарија за напредување во нивната кариера. Некои од оние што се вратија пак посочуваат дека за нивната одлука до некаде е виновен и изменетиот однос на домаќините спрема странските работници. Бугарскиот институт за национална статистика соопшти дека се уште над 30.000 бугари годишно заминуваат во Германија, Британија и Шпанија. Сепак, како што се наведува, во последниве години бројот на оние кои избрале да се вратат дома постојано се зголемува. Во 2012 и 2013 година
помалку од 5000 бугари кои живееле во странство решиле да се вратат дома. Во споредба со 2015 година, кога се вратиле повеќе од 10.000. Бугарскиот институт за национална статистика соопшти дека рекордниот број бугари, односно над 13.000 кои решиле да се вратат во својата родна земја, бил во минатата година. И покрај тоа што се уште е најсиромашна земја во Европската Унија со негативни демографски движења и ниски плати, бугарската економија годинава бележи пораст. Многу меѓународни предпријатија отворија канцеларии во големите градови и бараат да вработат специјалисти. Христо Бојаджиев верува дека на способните бугарски работници им требаат повеќе информации за можностите што ги нуди нивната земја. Тој е еден од организаторите на саемот, наменет за бугарите кои студирале или работеле во странство. В момента един специалист с чудесно, с страхотно образование на Запад, работен опит, може да получи една страхотна позиция начална, а и развитие. Форумот Кариера во Бугарија, зошто да не, се одржува во Софија веќе 11 години поред. На годинашното издание учествува над 1500 апликанти кои може да разговараат со представници на повеќе од 100 компании. Главно во добивањето помош за своите биографии, поврзувањето со други кои неодамна се врати од странство или размислуваат да го сторат тоа. Каролина Дачева е авиацијски инженер која студирала и работела 6 години во Бристол. Таа годинава се врати во Бугарија, а како една од главните причини за ваквата нејзина одлука го посочува Брекзитот. Зранцата за това решение бяха в това, че се присъединих в един екип, където повечето хора бяха англичани и доста така проактивни за Брексит и се започна още от началото, когато присъединих екипа, да говорят за това, че всичко е окей, нямат нищо против това, че съм чужденка, че приветстват интернационални хора. И на мен съответно започна да ми става странно, тъй като до този момент не се бях чувствала различна в Англия. Мартин Келчев пак живее во Британија во изминативе 10 години. Овој финансиски аналитичар размислува да се врати во Бугарија и во моментов, како што вели, ги истражува можностите за вработување во земјата. Тој вели дека Брекзитот нема да биде проблем за него, бидејќи има право да остане и да работи во Британија. Това Великобританија да напуска някакъв съюз, в който ние като българи се опитваме да бъдем част, колкото и префарцунало така да звучи, има някакво значение. Гергана Патчева моментално ја завршува незината магистерска работа во Лондон и исто така размислува да се врати дома по 5 години минати во Британија. Во незината средина таа не почувствувала некаква промена на ставот по референдумот за излез на Британија од Унијата. Но, како што вели, имала пријатели кои се чувствувале разочарани и подценети. Не мога да кажа, че повлиява като отношение, но все пак вътрешно предполагам, така и в познати са малко разочаровани и има така едно чувство на скрита, не знам, не агресия, но наистина чувства се неудовлетворени. Најпрвин да направиме услови за да ги задржиме оние што се уште се во Македонија, па потоа ќе се фокусираме врз враќање на оние што заминале, велат во македонската влада, во врска со одливот на младите во странство. Оттаму оценуваат дека немањето работа е само една од причините за оваа појава, бидејќи, како што велат, тоа што квалификувани млади луѓе заминуваат, покажува оти тие имале работа, но дека другите аспекти, како здравствениот систем, образованието, животната средина и нивото на култура, не биле доволно добри за да останат во Македонија. Македонија се бори да ги задржи младите во земјата и да создаде подобри услови и перспектива, а за веќе иселените нема стратегија за нивно враќање. Најголем проблем за младите и натаму представува невработеноста, а тоа го покажуваат и бројките на Државниот завод за статистика. Според анкетата за работната сила од 2017 година, во Македонија имало 114.483 невработени млади на возраст од 15 до 35 години или нешто повеќе од 50% од вкупната бројка на невработени лица во земјата. 21-годишната Флора Јусуфи од Куманово вели дека по завршување на студиите планира да замине во странство. Јас конкретно што мислам е дека нема услови за живење во Македонија. Значи студирам европски студии
и сакам како што е побрзо да учам германски јазик и после да одам некаде да живеам во странство. Според 29-годишниот Денис Жантевски, добра перспектива има само за младите кои работат во IT секторот. Кој има така поголеми примања, да, ако може, значи ако се направи размерот меѓу плаќање на кирија, живење, останување пари, значи за до крајот на месец за да може да преживееш, мислам дека сите би се вратиле. Сепак животот тука е многу поинтересен и подинамичен за разлика од таму кај што е само работа и дома. И нема друштво, нема тука тие сите што ги имаме балкански ние менталитети кои сите живеат во нив, ама нажалост камо ли да имаме подобра работа, мислам дека ќе биде многу подобро за сите. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вели дека повеќе од една година работат на младинска гаранција која се спроведува во Скопје, Гостивар и Струмица. Според неа досега се постигнати одлични резултати, бидејќи вклучени се 2000 млади луѓе, од кои 600 се веќе вработени. Продолжуваат и оперативните мерки за младите со возможување на неповратни средства за тие кои сакаат да започнат бизнис, но според Царовска невработеноста е само дел од приказната. И со тие така да кажам, први чекори, мислам дека даваме добра насока каде треба да се движиме во задржувањето на младите. Но јас сум многу реални пред себе и пред граѓаните, тоа дека не е единствено вработувањето кој што ќе ги задржи младите во нашата држава. Затоа што кога еден млад човек решава да остане во државата, го гледа и здравствениот систем, и образовниот систем, и социјалниот систем, и животната средина, и нивото на култура на живење. И ако сите овие аспекти не ги реформираме и не го подигнеме нивото на нашето општество, сите ние заедно, нема индивидуалец што не треба да се вклучи во тоа, ние навистина нема да успееме да им понудиме тоа што им е доволно на младите луѓе, затоа што квалификуваните млади луѓе кои што имаа работа во нашата држава си замина. А тоа ни кажува дека тие тука имале работа, но другите аспекти не биле доволно добри за да тие останат и си побарале надвор подобри можности. Така да сите заедно како влада сме насочени кон тоа да целосно квалитетот на живот го подобриме и да секој граѓанин си го најде своето место во општеството за да имаме што повеќе луѓе што ќе сакаат и да придонесуваат кон развој на општеството и да работат и да живеат тука, да создаваат семејство. Царовска додава дека приоритет им е да ја подигнат довербата на младите во системот, а потоа ќе се фокусираат и на оние кои се иселиле. Нашите Facebook, YouTube и Twitter остануваат отворени за вашите коментари, но и за вашите мислења како да се надмине проблемот со иселувањето на младите од Македонија. Довидување. Времето денес беше облачно со врнежи од снег. Температурите се движеа во интервал од -3 до -1 степен Целзиусов. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува променливо облачно, наместа со слаби врнежи од снег. Ќе дува умерен до засилен северен ветер и наместа ќе има појава на снежни наноси. Температурите ќе се движат во интервал од -6 до 2 степени Целзиусови.